Нема крај за агонијата на македонските тутунари. Само подвадена од посетата на министерот Хоџа на Прилепскиот тутунски комбинат и од неговото ветување дека продолжениот рок за откуп на тутунот од ланската реколта ќе биде согласно веќе постоечките правила на законот за тутун, без кратење на класите, на терен состојбата зборува сосема друго. Тутунопроизводителите се жалат дека тутунот им се откупува за 2 до 3 класи подолу, заради што принудени биле родот повторно да си го враќаат дома. Еве го четворка овај тутун, еве. Нека дој министеро, ако е она или кој е некој одговорен, нека каже, ако е четворка, без пари ќе му го дам. За двојка го спремам, ове го вратив на Теска сапија, така? Му дам за 60 денари овај тутун. Во меѓувреме не стивнуваат реакциите и на социјалните мрежи, каде тутунарите тврдат дека продолжениот откуп почнал исто како и редовниот, манипулативно, тензично, со големи одбитоци и проценка за 2 класи подолу. Тутунарите се особено гневни и на изјавата на министерот Хоџа дека тие самите биле виновни за годинашниот катастрофален откуп на тутунот, бидејќи протестирале. Да немаше протести за пирање на откуп, немаше да има потреба за вакви дополнителни нарушувања на целиот процес и при тоа сега да се размисли за вакви инцидентни чекори што нормално нарушуваат цел процес. На ова резигнирано му возвратија тутунарите, според кои, ако откупот бил реален, тие сигурно ќе немале никаква причина за да протестираат, а и за цело време на протестите откупот течел непречено. Тутуно не остана ради што ние штрајкувавме. Ние штрајкувавме и откупот течеше непречено. Ако на ова се вадат институциите дека ради штрајковите тутунот останат, е лага. Неорганизацијата на самите институции доведе до сето ова. Ваков, ќе повторам, катастрофален откуп во Република Македонија изминатите 30 години немало. Тутунарите, освен на кинењето на класите, се жалат и на недостигот од амбалажа. Стравот дека значителни количини од ланскиот род ќе им остане дома и понатаму е присутен. Инаку, во наредните 10 дена од продолжениот рок за откуп, кој ќе трае до 31 март, треба да бидат дооткупени уште околу 1,5 милион килограми тутун, за кој државата тврди дека бил вишок, а додека тутунарите го тврдат спротивното. Тутунскиот комбинат од Прилеп треба да откупи 700 тони тутун од вишокот од ланската реколта. Во исто време, во теке и подпишувањето на новите договори, иако се уште не се прецизирани измените во правилникот од законот за тутун, а на кои тутунарите инсистираат уште од почетокот на откупната кампања.